Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Собранието денеска ќе одржи 75-та седница на чиј дневен ред е изборот на новите министри за европски прашања и животна средина. Како прва точка на дневен ред е предлогот за разрешување на Орхан Муртезани од министерската функција во Министерството за европски прашања. За нов вице-премиер и министер за европски прашања е предложен сегашниот пратеник и поранешен министер за здарство Беким Сали. Изборот на новите членови на владата дојде по локалните избори одржани во октомври, откако Изет Меджити стапи на градоначалничката функција на општина Чаир, кој ги извршуваше функциите прв вице-премиер и министер за животна средина и просторно планирање. За нов министер за животна средина од страна на владата предложен е поранешниот владин портпарол Мухамед Хоџа. Регулаторната комисија за енергетика не ја прифати пресметката на ЕВН за поскапување на струјата, туку донесе одлука со која јануарските сметки ќе бидат повисоки од 57 до 900 денари, во зависност од блокот на трошење. Од 1 јануари струјата поскапува за сите корисници. Во првиот блок зголемувањето е 2,45%, во вториот 2,87%. Третиот блок оди нагоре за 3,32%, а четвртиот за 3,84%. Поскапува и ефтината тарифа. Тука растот е за 2,50%. Според пресметките на првиот регулатор Бислимовски, домакинствата ќе имаат повисоки месечни сметки од 57 до 900 денари, зависно кој колку троши. Ако не се намалеше ставката за мрежарина, фактурите ќе беа уште поскапи. Со одлуката за дистрибуција на електрична енергија, кај домаќинствата ја намаливме мрежарината за 4,96%. Само по енергија, ако анализираме, пред се заради зголемени трошоци за набавка на електрична енергија од ДЕСАМА, првиот блок, како енергија зборам само, има зголемување од 6,02%, вториот блок 5,88%, третиот блок 5,7%, четвртиот блок 4,87% и ефтината струја за 10,57%. Од СДСМ стигна критика. Филипче вели дека причина за поскапувањето е лошото менаџирање на енергетскиот сектор во земјава. Треба да се произведат над 5000 гигават часови струја, не се произведени ниту половина. Како половина од хидроенергетскиот потенцијал изминатата година да не работел, ете толку струја недостасува во нашиот енергетски систем. Таа струја е замената со увоз на скапа електрична енергија, наместо да се произведува. И наместо Рек Битола, Ослом и Неготино да работат и да произведуваат струја, која што државата ќе ја чини 80-90 евра мегават час. Ние купуваме струја за 140 евра мегават часови. Од ВМРО ДПМНЕ му одговорија. СДС тврдеше дека државата ќе има поскапување на струјата од цели 5%. Се потврди дека станува збор за уште една голема лага. Покачувањето е најниско во Европа. Владата реши да ја субвенционира електричната енергија и со тоа директно да го заштити стандардот на граѓаните. СДС и Филипче треба да се извинат што го лажеа народот и граѓаните и споделуваат црни сценарија. Инаку најголемиот број од домакинствата, над половина милион, се потрошувачи во првиот блок. Во двојката се околу 170.000 домакинства, во третиот 14.000, а останатите се во четвртиот блок. Новата цена треба да важи во текот на целата 2026. Мартин Арстов, Сител телевизија. Учениците нема да заменат порано на зимски распуст поради загадувањето и зголемениот број на болни деца со грип и останати респираторни инфекции. Министерката за образование потенцираше дека во Министерството немаат информации за загрозување на здравјето на децата и секогаш ќе одлучувале во нивна корист. Распустот останува од 31 декември до 20 јануари.
Мене ми е жал што мора да направам груба споредба, но во некои европски земји децата и кога имаат грип и во градина и во градинки и на училиште одат на настава се додека нивното здравје не е загрозено. Ова го велам во правец на оние коментари дека нашите деца многу учат и многу се оптоварени. Не се, доколку здравието им е во прашање, секако лекарите и родителите ќе одлучат за тоа, но доколку тоа не е ништо сериозно, сметам дека и да отсуствуваат ден-два не е проблем, а би било проблем, како што во минатото се случуваше, да ги скратуваме учебните денови.